Вака изгледаше почетокот на нелегално градење до пензионерскиот дом Лика Чопова во Чаир пред 2 години. А вака е денес. И покрај тврдењата од општината дека градењето е запрено и дека теренот мора да се врати во првобитна состојба, 2 години подоцна на диво се кренати неколку ката, иако соседството непрестајно алармира. Од сабајле до ноќ работеа. Ама што дека вика, ја ги марширав и она, не те ферма. Зошто во јонака густо населениот Чаир се гради се повеќе и се погабаритно, 360 степени последниве години истражуваше тековна. Нашите проверки покажаа дека на терен има многу повеќе градби, отколку што општина Чаир издала одобренија. Објавивме и дека во општината се архивирале барања за легализација, уште пред дивоградбите да почнат да се градат. Дополнително, никој не проверувал на терен што всушност се легализира. Такви беа случаите со 8-катницата на Македонско-Косовска бригада, 7-катница зад поштата во Чаир, како и 3 споени 8-катници на улицата Цветан Димов, сите изградени нелегално на места на кои фигурирале ниски објекти или бараки. Документиравме 20 на вакви примери. Од општината ни кажаа дека во сите случаи доказ дека објектот е изграден до март 2011 година, како што предвидува законот за легализација, поднесувале барателите. Како се легализирани објекти изградени и 10 години по крајниот законски рок? Или како е можно да се поднесе барање за легализација на објект изграден последниве години, кога рокот за поднесување барања истекол уште во 2018 година? Како медиуми ние објавивме дека дел од зградите реално не постоеле пред 2011 година. Дали вие како општина ќе постапите некако? За тие има изјава од собствениците што аплицирале. Така, но бидејќи сега знаеме дека изјавите се лажни, дали вие ќе постапите на некој начин или? Па ја не сум обвинител со да настапувам. Мислев кон барателите на легализација, дали вие како општина ќе постапите? Нека судот одлучува, врз база на тоа што ќе одлучуваме и ние. Епидемијата на дивоградби во Чаир деновиве е видлива и од поинаков агол, преку излегувањата на терен на градоначалничката на град Скопје, Данила Арсовска. Еве го овој на главен булевар си почнал минатата недела да гради, нема никакво одобрение, нема пратени комунали, си дигнал плочи, си работат, дупки отвараат, еркери вадат надвор, искачаат во генералниот урбанистички план на град Скопје. Другиот пример што го обелодени Арсовска е само на 50 на метри подолу. Земјишта на Република Македонија денеска не може никој вака да си го земе и да си изгради објект. При откривање на трета дивоградба на државна земја, градоначалничката тврдеше дека со легализациите се манипулира, а зградата, иако се уште се дотерува, градоначалникот тврдел дека е изградена во 2011. 150 дивоградби сум му спречила у 3 години. До сега не сум излегувала лајф, пошто до сега не собрал храброст да ми се заканува. Сега кога ми се заканува, ќе излегувам лајф. Като што тука ти, господине Висар Ганију, за истиот овој објект, кој што си го легализирал на име на Идрис Зенета, велиш дека си доставил ти, бе дечко, до катастар заклучок за плаќање на доместок од град Скопје и општина Чаир со фалсификат број на град Скопје, ваков број, ваков акт во град Скопје не постои. И ваков заклучок не постои, документацијата ти е вратена, ти не можеш да имаш ваков документ, односно заклучок за плаќање на надоместок издаден од град Скопје. Потврда за платен надоместок дека некој платил не може да даеме, пошто не платил. Разбираш дека не платил никој. Градоначалникот на општина Чаир, Висар Ганију, вели дека Арсовска прави шоу. Ја ви тврдам во таа последнава зграда што искочи дека ние сме легализирале, тоа на суд ќе се докажеме. Општина Чаир не ја легализирал таа. И таму, затоа последниве неизини пристапи се, они бришат, они прават. Не бришиме ништо. Ама све се снима и све тоа ќе го покажеме на суд. Плюс узурпација вика на државно земјиште. Не е точно. Ние да сакаме да узурпираме немаме место во Чаир. Без оглед на политичките разлики меѓу Арсовска и локалната власт во Чаир, факт е дека објектите за кои зборува градоначалничката узурпираат и државна земја. Иако Арсовска јавно ги прозива сите надлежни институции,
Основното јавно обвинителство Скопје соопшти дека за дивоградбите во Чаир постапува, но по известување од СВР Скопје. Дали постапката е за 150 предмети што ги споменува Арсовска и што точно содржи известувањето од полицијата, обвинителството не открива. По известувањето се постапува и во моментов не сме во можност да прецизираме кои се објекти ги опфаќа. Воедно уште еднаш укажуваме дека секое службено лице кое има докази и сознанија за кривично дело, има законска обврска тоа да го пријави на надлежните органи. Од МВР ни кажаа дека постапувале за градбите, за кои Арсовска досега со пренос во живо алармираше. Истражните органи прибирале документација и од Агенцијата за катастар на недвижности, каде наводните фалсификати се поднесувале. Во изминатите 2 дена не исконтактира некои институции кои што побара информации од нас, меѓутоа во интерес на евентуални постапки кои што можеби би се водели или можеби се водат, јас не би споделил со јавноста во моментот кои се тие институции, затоа што лично сметам дека доколку е потребно, самите институции ќе се произнесат во поглед на овој случај кој што ја разбранува јавност. Може да не кажете за колку предмети се интересираа барем? Вака, значи, конкретно е побарано, ни се побарани информации во врска со еден предмет кој што беше посочен во јавноста пред 2 дена, така да доколку се јави потреба за било колкав број на информации во врска со било колкав број на предмети, ние, ќе повторам, сме отворени за соработка и секогаш кон сите надлежни институции итно и неодложно постапуваме по нивните барања. Дали има сомнежи за други фалсификати, можеби? Па видете, ние пред се сме агенција и сме институција која што го води регистарот, или народски кажано, некои од граѓаните не кажуваат вие сте институција пиши бриши, меѓутоа, значи, за да станат нештата појасни, ние сме институција која што постапува по барања кои што ги доставуваат надлежните органи, без разлика дали се тоа општини, дали е тоа судот, дали се тоа граѓани кои склучуваат договори за купопродажба, закупи или било каков друг вид на акти. Значи, Агенцијата за катастар на недвижности и службениците вработени во Агенцијата за катастар на недвижности постапуваат по доставени правни основи. Не ја проверувате веродостојноста? Апсолутно не ја проверуваме веродостојноста, значи ние проверуваме дали правниот основ во конкретниот случај за кој што се говори решение за легализација, дали правниот основ е донесен од овластен орган, во конкретниот случај општината, дали истиот е потпишан од овластеното лице, дали постои печат, дали постои подпис, дали има печат за правосилност, дали податоците кои што се внесени внатре во поглед на катастарската парцела се точни и доколку тие услови се исполнети, ние постапуваме. А веродостојноста на самиот акт и податоците содржани во нејзе, согласно Закон за катастар, се одговорности за нив одговара органот кој што го издал соодветниот правен основ. Откако Арсовска направи увид во катастарот, кажа и дека општината поднела антидатирано решение за поништување на претходно решение за легализација, односно дека општина Чаир сега самата бара да го поништи решението за легализација на дивоградба. Дали оваа информација точна? По консултација со колегите добив информација дека е пристигнато барање за поништување на некоја легализација, кое што барање во моментов од страна на колегите кои што го работат предметот е вратено на дополна затоа што има некој технички недостаток, мислам дека недостасувала некоја уплата за административна такса. Подносителот има рок во 24 часа да го дополни тоа, целата постапка оди електронски и потоа службениците ќе се произнесат дали барањето е основано, ако е основано ќе се изврши бришење на легализацијата, ако не ќе се одбие барањето за бришење, а странката, односно професионалниот корисник, во конкретниот случај општина Чаир, има право да поднесе тужба на потврдата за одбивање. Дали се работи за истото барање, за истата катастарска парцела, за истата легализација, аз не можам во моментот да... Уште еден момент од објавата на Арсовска вели дека е антидатирано решението, односно поднесено е на 27 мај, а на документот стои како да е донесено на 2 мај.
Видете, тоа може да бидат само предпоставки, може да бидат тема на истражување на истражни органи. Ние не сме истражен орган, ние примаме решение кое што е со датум со печат за правосилност од 2 мај. Прашање зошто некој ако го донел решението на 2 мај го чувал до 27. Апсолутно, меѓутоа секогаш може да постојат и објективни причини, кога да се поднесе може да постојат и субјективни причини. Не велам дека може би е така, дека може би не е така, меѓутоа ние како катастар примаме и решенија од надлежни институции, од нотари, од граѓани кои што се со поминат временски период, па истите се доставуваат кај нас. Значи не постои некој временски период во кој што ограничен, стриктен, во кој што они би требале да ги поднесат. Дивоградбите се проблем во целата држава, но локалната власт во Чаир би требало да има јасна слика што и се случува, оти општината е долги години во рацете на иста политичка структура. Сепак, актуелниот вице-премиер Изет Меджити, кој е поранешен градоначалник на Чаир и екс-пратеник избран со гласови од таа изборна единица, не гледа посебен феномен со дивоградбите во општината. Со коалицијата Влене фокусиран на преструктурирање за настап на локални избори есенва. Во однос на дивоградбите не е така. Имаме список, значи на бројки. Дивоградбите беа околу над 500.000 на ниво на Република Македонија и Чаир е значи во средина на тој список. Значи кога сакаме да збориме за тоа, треба да ги отвориме да видиме како стојат во општините на ДУИ. Пример како е во Сарај, како е во другите општини што се раководат од Демократската унија за интер. Демократската. Нели ви пречи, нели стравувате за безбедноста на луѓето што би требало да живеат таму кога е Не може. Мислам тој проблем, значи не е од денес. Зборам за над 500.000 објекти. Неколку пати донесен закон за легализација на објекти, значи тој беше државен проблем и со сето тоа не може значи да се посочи само Чаир. Дивоградбите во Чаир не се непознаница и за секој потенцијален гласач. Тука пример што се позади овие гради. Сакаме да купиме стан, бараме имотен листенат. Немат ни имотен листенат. Паркинг нема, игралище за деца нема. Што ти треба? Играте да ти го дават џабе. Би го коментирала тоа неодговорност на власта, на тие што треба да контролираат, да видат како луѓето постапуваат, тие што градат. Не би требало да има, по мое. Тоа со законот за легализација од 2011 година луѓето се научија вака да градат на диво и тоа. Законот за легализација одамна не важи. На сила се закони кои велат дека се што е нелегално изградено треба да се врати во првобитна состојба. Прашањето е зошто нема волја тоа да се спроведува.